Се враќаме назад овде во студиото и ги анализираме случувањата во светот. Иранскиот нуклеарен договор, Дејан, како да всушност ги спои Истокот и Западот за да зборуваат и за други теми. Мајк Помпео, американскиот државен секретар во Европската унија, се сретна со представниците на Европската унија. Сега има една средба многу можеби поважна од таа со Владимир Путин. Па важни се и двете. Синоќа тој отиде, наместо да отиде во Москва, се сретна со Путин и со Лавров, како што претходно беше најавено. Неговиот авион го смени курсот и наместо на кај Москва отпатува во Брисел да се сретне со лидерите на земјите членки на Европската унија. Ке повторам, лидерите на земјите членки, не лидерите на Европската унија, значи со лидерите на Франција, на Германија и Британија, да им го каже што е планот на Белата куќа околу ова што се случува со Иран. Ке потсетам изминатиот период, кризата околу Иран галопирачки експлодираше, испратен е нели носач на авиони, пораките од Белата куќа се јасни кон Иран, се упатуваат дополнителни трупи. Нью Йорк Таймс пишува дека околу 120.000 војници американската армија планира да испрати во заливот. Вчера имаше инцидент во Ормудскиот Мореус, каде што 4 танкери од Саудиска Арабија беа саботирани, истече нафтата, не се знае кој стои за тоа. Се подига една тензија, се чини дека Соединетите Американски држави се поблиску и поблиску до некаква воена интервенција врз Иран. Вчера беше Помпео таму, не ги знаеме деталите од тоа што е договорено, но изјавата на Джереми Хант, министерот за надворешни работи на Британија, укажува дека може да дојде до ескалација на судери. Имаме прилог на таа тема, да го чуеме, па ќе прокоментираме. Иран и САД би можеле случајно да предизвикаат конфликт во јонака нестабилниот залив, изјави во Брисел британскиот министер за надворешни работи Джереми Хант, додека тече разговорите меѓу американскиот државен секретар Мајк Помпео и највисоките официјални представници на ЕУ. Американскиот претседател Доналд Трамп сака да го изолира Техеран и да му го оневозможи извозот на нафта, откако се повлече од иранскиот нуклеарен договор. Тој исто така го зајакна војното присуство во заливот за да се изврши притисок врз Иран. Велика Британија, Германија и Франција се потписнички на договорот од 2015 година, а нивните министри за надворешни работи одржаат воени средби во Брисел со Помпео, кој за да ги информира европските сојузници за најновите потези на Вашингтон, ја пролонгираше планираната посета на Москва за состанок со рускиот колега Сергеј Лавров и рускиот претседател Владимир Путин. Освен ова случување, исто така во некаква, ајде условно кажано, војна се, барем вербална, американците и кинезите, растат и тензиите. Да, стојат тензиите порасна откако Трамп пред 3 или 4 дена ги зголеми царините за иранските производи. Се работи за царини во вредност од 300 милиарди долари. Кинезите вчера направија возвратни царини кон Соединетите Американски држави на 60 милиарди долари. Денеска излезе и листата на царинетите кинески производи кои ќе мора да плаќаат царина во Соединетите Американски држави. Околу 3805 производи, пред се од лаптопови, храна, облека, дури и кинескиот лук е ова царинет, што ги зголеми дополнително тензиите, но овие потези на Трамп не се случајни. Мораме да знаеме и мораме да кажеме дека зад Иран е еден од најголемите поддржувачи на политиката на Иран, еден од најголемите увозници на иранската нафта, која ќе потсетаме под санкции на Соединетите Американски држави, е токму Кина. Па оттаму ми се чини дека Трамп се обидува да го реши Иран и Северна Кореја како земји кои се недисциплинирани во светската политика, преку нивниот најголем поддржувач и спонзор, тоа е Пекинг. Пак ќе кажам, и Русија, но очигледно Трамп сака со Кина да се пресмета на еден поинаков трговски начин. Најавена е средба скорешна на Трамп со Си Џинпинг, председателот на Кина, во рамките на самитот на Г20 кој ќе се случи следната недела. Иста таква средба е најавена и на Трамп со Путин. Ќе видиме кои ќе бидат поентите од таму и ќе видиме дали до тогаш може да дое до некаква ескалација на судирите во Иран. И ќе потсетам, таа информација дадов и вчера, а тоа е дека покрај носачот на авиони кој е пратен на Иран, пратен е еден носач на авиони во близина на кинеското крајбрежје, што укажува дека се зголемува дополнително тензијата и се испраќа некоја порака. Се разбира, кинезите исто така
дека има таму воена морнарица, се случуваат воени маневри во Јужното Кинеско море, каде американските сојузници Јапонија, Индија и Филипини прават воени маневри, така да се звецка со оружје, меѓутоа сега за сега сето е тоа одмерување на сили. Пак ќе кажам, Г20 самитот на најразвиените држави во светот се одржува во Токио следната недела. Во Јапонија таму Трамп и Путин и Си Џинпинг треба да се сретнат, па ќе видиме што ќе договорат. Така, накратко само да прокоментираме околу средбата Трамп-Орбан. Па најавената средба на Трамп-Орбан се одржа вчера. Причина е гледањето на ист начин на политиката кон мигрантите, односно антимигрантска политика. Трамп воодушевен беше од средбата со Орбан, рече дека тој вистински политичар, дека со него делат вистински и слични вредности, дури го нарече дека е Орбан на некој начин европски Трамп, значи се поистовети со него. Целта што е? Целта е Соединетите Американски држави и делот од европските партии кои се антимигрантски настроени да се координираат и заеднички да настапат како партии, како политика против мигрантите, односно да ги попречат мигрантите да одат во Европа или во случајот на Трамп од Латинска Америка во Соединетите Американски држави. Така, ти благодариме, Андоновиќ, за оваа анализа на вестите од светот. Ние тука се одјавуваме, односно повторно се гледаме во 17 часот во продолжение.